Добро вечер, дневник на Канал Плюс телевизија во 20 часот. Започнуваме со информација дека во 6 часот и 30 минути во Штип се роди првото бебе. Од одговорната медицинска сестра на оделението за гинекологија при Штипската клиничка болница Сузана Чурлинова дознаваме дека станува збор за девојче родено 2 кг и 650 грама тежина и 47 сантиметри должина. И бебето и мајката Рукие Акионска се во одлична здравствена состојба, истакна Чурлинова. По кратка најава продолжуваме со останатите информации кои ги подготвивме за денес. Останете со нас. Првото новороденче во Штип е девојче. Родено е во 6 часот и 30 минути. И бебето и мајката Рукија Акионска се во одлична здравствена состојба. Жителите на општините во Источна Македонија 2015 година ќе ја паметат по убави позитивни работи и настани. Истото го очекуваат и во 2016. Во тешка сообраќајна несреќа во Штип само 20 минути по 12 часот ноќва животот го загуби Маријанчо О од Штип. Ке причинителот на несреќата со иницијали АН пронајдени се 1,4 промили алкохол. На прагот сме на уште една нова година. Си посакавме здравје, среќа, љубов и берикет. Најголем дел од граѓаните кои живеат во општините во Источна Македонија 2015-та ќе паметат побави нешта, а еве кои се нивните очекувања во оваа 2016 година. Дочекавме уште една нова година. Си посакавме многу здравје, среќа и успеси на своите најблиски и пријателите. Речи си секоја година желбите се исти, да имаме лична колективна среќа и напредок во новата година. Еве што очекуваат граѓаните од Истокот и по што ќе паметат новата година што ни престои. Што ќе си посакате еве за новата година? Да биде здрав живот, да има вработување, да има нешто фабрика се градат, нешто тие што ги ресторија да ги прават. А што ќе си посакате за новата година? Најблиски. Нека се внуките и внуку здрави и живи. Така, нешто што треба да се направи во новата година? Има за поправјање улици, например, има израскопани, нешто да се реновира. Не само во центарот да се гледа, но треба и во центарот, али и малку отстрана. Сите лоши работи сакам да ги заборавам. Што ќе посакате на вашите роднини и пријатели во новата година? Најпрво здравје, живот, среќа и се најубаво. Оваа година добра беше за мене. Немам посебно што да заборавам. Што ќе посакате на вашите најблиски во 2016? Тоа што го посакувам на сите. Здравје, среќа, успех во работата. На полето на развој на општина Пекчево, што би требало според вас до 2016 да се направи за да бидат задоволни граѓаните? За општина Пекчево има што да се прави. Еве нешто да направите. Почнато е улиците да не ги стројат првенствено. Баш таа на која јас и живеаме, улица Букови, која е баш во лоша состојба, така да тоа прво во општината, а инаку вака би требало да се работи на полето на отварање на нови мини или поголеми фабрики за секако вработување на наше население кое е малобројно. Здравје, среќа. Што сакаш да ти донесе новата година? Снег, љубов, радост, сестрите. Што ќе им посакаш на твоите најблиски во новата година? Во новата година сите да сме здрави, живи, да има многу радост и среќа, така. Од старата убави спомени имаме од старата, меѓутоа во новата уште поубави да имаме, да се подобри животниот стандард, здравје пред се, среќа на сите луѓе, љубов, разбирање и така. Но никој ги познавате, што ќе им пожелите во 2016, што им се случи? Сите желби да им се исполнат, кој што сака тоа. А што очекувате од новата? Подобар живот, подобар стандард и тоа. Што ќе им посакате на блиските еве за новата? Се најдобро, се најубаво. Среќа, здравје, слога, пари колку има толку да сме живи и здрави. Што очекувате од новата година? Што очекувате од новата година? Најмногу среќа, здравје, радост. По моје подобра работа, за некои може негативни и така. Така, има ли нешто што би сакале да заборавите од старата? Има по некои работи.
како да кажеме, можда Што очекувате? има некои привилегии кај некои тие работи. Мас, тоа не одумира никој пати, па и кај нас нема да одумира. Што очекувате од новото? Очекуваме подобро иднина, за секој подобро. Сполај на Бога нека ни даде. Што ќе им посакате ве на најблиските? Па добро здравје, почитување едни према други, тоа е најважно. Добро вработување да има и тоа. Што сакате да заборавите од старото? Да ги заборавиме едноставно политичките збидувања во државата. Едноставно се ствара говор на омрза. Треба помирување некое национално. Така, што ќе посакате за новата еве? Ја како пензионер сакам фамилијата да ми биде среќна, внучиња да растат и тоа е се. Фала. Успеси. Што друго? Повише пари, здравје, пред се здравје. Така. А види, би променило од културата малку. Меѓутоа, према ситуацијата мора да се прилагодиме негде, али културата треба да ја промениме. А човештината мора да ја задржиме. Вообичаено сите си ја честитаме новата година, па така и првите луѓе на општините на своите граѓани им ги честитаа празниците. Поштовани сограѓани, ја користам оваа прилика да ви ја честитам новата 2016 година. Сакам да ви посакам да имате многу здравје, многу радост, многу среќа, многу љубов во семејствата. На сите наши сограѓани им честитам новата 2016 година, им посакувам многу здравје, среќа и успех во истата и им посакувам овие новогодишни празници да ги поминат што поубаво. На моите сограѓани од општина Беро ќе им посакам пред се многу здравје, лична среќа и успех во сите сфери од нивниот живот. Исто така на сите граѓани од Источна Македонија ќе им посакам многу здравје, среќа, успех и реализирање на проектите кои веќе се отпочнати да се работат во Источна Македонија. На сите граѓани на општина Македонска Каменица, како и на сите гледачи на вашата телевизија, им ги честитам новогодишните и божитните празници, им посакувам многу среќа, радост и успех во новата 2016 година. Еве влеговме во новата 2016 година, би сакал од мое лично име и од име на вработените на општина Пехчево, на сите граѓани да им честитам новата 2016 година и божичните празници со желби за радост, среќа, успех на сите полиња и да имаме подобри услови за живење во новата година. Најголем дел од граѓаните годината што измина ја паметат по убавите нешта, а посакаа да ги заборават невкусните моменти кои им се случиле. А нашата редакција Канал Плюс телевизија 2015 година ќе ја памети по убавите моменти, средбите со повеќе граѓани, функционери и личности од повеќе сектори, и исто така и поради доста реализираните и успешни емисии. Меѓутоа ќе ја паметиме и по тоа што како Канал Плюс телевизија започнавме да зрачиме како нова и најмлада телевизија на Истокот. Среќна нова година најчесто кажувана реченица од денес па во наредните денови, но дали е само традиција или пак се работи за нешто друго? Каков одговор на ова даваат филозофите и психолозите, дознаете од прилогот што следува. Среќна нова година. Ова е најмногу посакуваната, но и најмногу кажуваната фраза деновиве. Со почетокот на новата година се раѓаат и нови желби. Но, колку овие искажани зборови значат дека на вистина не очекува нешто подобро и поразлично во новата година? Или пак тоа е само традиција, начин на поздравување за време на новогодишните празници? Постои езотерично тврдење кое што вели дека мислата ја следи енергијата. Сето она што е во афирмативна смисла, нели посакување на среќна нова година, некако кај сите луѓе буди позитивни емоции и тоа се рефлектира во средината во која што нели го изговара тоа и во која што си го посакуваме едни на други. Тоа е останато, символиката на тоа има огромно значење затоа што е останато од колективното несвесно
и символиката на пречекување на новата година, испраќањето на старата, во која што би требало да останат сите негативни работи кои што се случувале, и надежта е она и добро е што има кај луѓето кои што веруваат дека со доаѓањето на новата година, со доаѓањето на новите работи се случуваат и убави и позитивни работи во иднина. Значи, има еден европоцентризам кој што Европа се обидува, или ова христијанска традиција, да го наметне како некаква универзална приказка и сите да слават и да чествуваат во овој период, додека 2/3 од светот страда од глад, војни, бедотија и така натаму, и навистина е помалку иронично и помалку перверзно таа формална страна ако се земе само. Инаку во својата суштина, пак ќе кажеме добро, заради тоа што е демонстрација, манифестација на суштината човекова, тоа дека човекот е суштествена надеж. А како оваа еуфорија, која трае веќе неколку дена, според психолозите и филозофите, се манифестира кај најмалите? И што всушност ова значи за децата? Убаво е да веруваат, нели, во приказки, во митови, во нешто што им се кажува дека е нешто возвишено, дека е нешто невозможно, иако младите, па и ние возрастните или децата не веруваат во постоењето на Дедо Мраз, сепак негувањето на тој мит, на таа илузија, исто така им предизвикува кај нив убави емоции. Таа символика на испраќањето на старата нова година, облечена во стари алишта, и пречекувањето на новата година, сето тоа низ игра, низ приредба, низ рецитирање, низ пеење на новогодишни песни и рецитации. Значи, кај нив па им се поделуваат пакетчења, сето тоа е убаво доживување. Ако сакам да бидам објективен, јас би требало на своите деца уште првиот ден која ќе почнат во таа приказка да веруваат, да им кажам дека тоа се лажги со опашки, дека нити постои Дедо Мраз, нити ќе донесе некој друг поклон освен мама и тато. Значи, ако сакам да бидам објективен, така да кажам, би бил расипувач на сонови. Многу е тешко да бидеме објективни, а на крајот на краишта чумо да бидеме објективни. Ако на 5 години веруваме во Дедо Мраз, тоа е нормално. Не е нормално ако верувате на 25. Како и да е, останува на вас и вашиот избор дали ќе верувате во подобро утре и подобри нешта во новата година. А самата нова година е нов почеток и добар термин за да почнете да ги реализирате вашите желби и планови за кои досега не сте имале можност. Од Брегалничката епархија известуваат дека сите верници вечерва со почеток во црквата Света Петка во населба Сењак, со почеток во 23 часот и 30 минути ќе се отслужи бдение со света литургија. На бдението ќе земат учество и псалти од хорот Хармосини од Скопје и од хорот при манастирот Калишта од Струга. На 1 јануари 2016 година со почеток од 23 и 30 часот овде во Параклисот Света Петка при храмот Свети Климент Охридски во населбата Сењак ќе се одржи бдение. Поводот е празникот Свети Игнатиј Богоносец, пред празненство на Рождество Христово и Свети Јован Кроштадски, еден поносветител од Русија. Аграрот во 2015 година. Кулкави се придобивките за земјоделците од аспект на поддршката на државата, посебно во делот на сточарството, наводнувањето, инфраструктурата и финансиската поддршка. Следува осврт на бенефитите на земјоделците во источниот регион. Повеќе од сигурно е дека 2015 година ќе остане запаметена по крупните придвижувања во аграрот. Како никогаш досега, ланската година помина без потреси при откупот и исплатата на грозјето. Лозарите задоволни и од цената и од редовната исплата. Веднаш до нив се тутунарите, кои по правичното незадоволство сега се задоволни од она што како проценка ќе го слушнат на откупните пунктови, а тоа се просечни 180 до 200 денари за килограм. Ако кон ова се додадат и субвенциите од државата од 1 евро за килограм, тогаш тутунот навистина повторно станува интересен. Во почетокот на есента во Штип се собраа собствениците на свињарски фарми, формираа Сдружение на одгледувачи на свињи и производители на свинско месо ГИЦКО. Целта на формирањето
да се стави ред во оваа област и да се сузбие нелојалната конкуренција што се создаваше со увозот на свинско месо. Па тоа е самите производители изразија потреба од се формира такво здружение, затоа што видовме спрема претходните активности што ги имаме дека навистина заедничко делувањето на повеќе луѓе, на повеќе производители има многу поголем ефект отколку поединечно. Пред неколку време имавме многу проблеми. Например, требаше да се намалат царините за увоз на замрзнато свинско месо. Имавме проблеми со некои закони што не беа во наша полза. Затоа заедничко видовме што значи заедничко делување и што значи нашето присуство на голем дел, например, од производители на свинско месо во Министерството и кој видува дека во Македонија навистина постојат озбилни производители кои располагаат со околу 300.000 гоеници годишно и дека навистина ние имаме запослено во сектор свињарство околу 8.000 вработени и со некоја непромислена одлука да се уништи сето тоа ќе беше навистина штета за целиот подсектор. 2015 година ќе остане запаметена и по иницијативата за средување на состојбите околу водоснабдувањето на земјоделските површини преку формирање на единствено предпријатие за водоснабдување. Поголем ефект во делот на расчистувањето на каналите, бидејќи ќе има подружници кои што ќе треба да достават план и програма за расчистување на каналите и ќе одговараат пред одборот на директори и пред главниот и извршен директор. Клучните задачи на извршниот директор ќе бидат да ја организира и да раководи со работата на акционерското друштво водостопанство, да предлага програма за работа и развој на друштвото, да ги извршува одлуките на собранието на друштвото. Од аспект на инфраструктура треба да се каже дека источниот регион, посебно Штипско, забележа своевиден бум во патната инфраструктура во и до селата. Изградени беа патишта до многу рурални средини, останаа уште малку. Не ги запоставивме ниту руралните места. Го завршиме патот до селото Пукче, место каде се раѓаат деца. Го започнавме и завршиме патот во село Врсаково. Го завршиме патот во селото Долани. Деновиве склучивме договор и треба да почне изградбата на патот од Врсаково до Трогарици. Исто така да кажем дека сите приградски насоби, Тричешми, Железничка, Македонка, Балканска, Чудаклија, добија асфалтирани улици и патишти. Со ангажирање на сите оние кои го сакат овој град и кои му се посветија максимално. Почетокот на годината беше доста тежок за општината. Дојде елементарните непогоди кои се случија во месец февруари. Во годината што измина беше извршено и обештетување на многу земјоделци чии имоти беа оштетени од прекланските поплави. Значајни се и поддршките во делот на набавка на земјоделска механизација, во кои државата учествува со повеќе од 50% во вкупната вредност по основ на ИПАРТ апликациите. Првиот дневник го завршуваме со трагичен настан кој нуква се случи во Штип. Имено во сообраќајна несреќа на локацијата Дујле, животот го загуби 38 годишниот штипјанец Маријанчо О од Штип, татко на две деца. Во 12 часот и 20 минути по полноќ на 1 јануари на местото наречено Дујле во непосредна близина на градскиот стадион во Штип, во тешка сообраќајна несреќа животот го изгуби 38 годишниот Маријанчо О од Штип. Сообраќајната незгода се случила на крстосницата од улицата Борис Кидрич и улицата Партизанска, помеѓу патничко моторно возило Ауди со штипски регистарски ознаки управувано од 38 годишниот Маријан О од Штип и патничко моторно возило Volkswagen Polo, исто така со штипски регистарски ознаки управувано од 22 годишниот АН од Штип. Од здобиените повреди на местото на настанот починал Маријан О. Над АН извршено е алкотестирање и утврдено е присуство на алкохол од 1,45 промили. Увид на местото на настанот извршиле јавното обвинителство и екипа на СВР Штип. Според информација од портпаролот на СВР Штип, освен сообраќајната несреќа во Штип, новогодишната ноќ на територијата на секторот за внатрешни работи Штип поминала мирно без нарушување на јавниот ред и мир.
Њорошкиот детски психијатар Метио Лорбер ја поддржува идејата на децата да не им се соопштува рано дека Дедо Мраз не постои. Не мислам дека е лошо децата да веруваат во мит за некој кој луѓето ги прави среќни, ако убаво се однесуваат. Фантазијата е нормален процес при развојот и помага во развој на креативноста, вели Лорбер. Но, како и другите бајки, и оваа кога тогаш се завршува, за жал се порано. Некогаш просекот на години на кој детето престанува да верува во Дедо Мраз бил 8 години, а денес е 7. Вообичаено, илузијата на детето е разбива другарче од оделението. Честитката среќна нова година си ја кажуваат луѓето ширум светот на многу различни јазици, кога стрелките на часовникот ќе означат полноќ на 31 декември. Погледнете како се честита доаѓањето на новата година на 27 јазици. Feliz Año Nuevo! Namaste! Glücklich Jahr! Frohes neues Jahr! 恭喜發財 Links Mundo Jumato! Gott Nytår! Huiti Iseri Irumu! Shana Tova! Banane! 新年快乐 Sal Mubarak Feliz Ano Novo Srećna Nova godina! Šťastný Nový rok! Savajdi Pimae! Лајме ги онагадок. Καλή χρονιά! Atsamana lakum sana sahida. Feliz Ano Novo! С Новым годом! Yeni yılınız kutlu olsun. Szczęśliwego Nowego Roku! Akimashite omedetou gozaimasu. Buon anno! Happy New Year! Ширум светот луѓето со оптимизам и среќно ја дочекуваат нова година, покажува објавеното истражување на Институтот Галуп, кое укажува дека европејците се попесимистички расположени од азијците. 2/3, односно 66% испитаниците навеле дека се среќни со својот живот и 54% од нив очекуваат дека 2016 ќе биде подобра од годината што изминува. Истражувањето на јавното мислење по повод крајот на годината покажало дека освен среќната третина има 10% несреќни и 1/4 неутрални испитаници. Градот Штип за прв пат по 40 години беше домаќин на Балканското првенство во пинг-понг. Репрезентацијата на Романија стана балкански шампион. Во салата Јордан Мјалков во Штип се одржа Европско првенство во сумо борење во организација на Сумо Федерацијата на Македонија на чело со председателот Виктор Богданов. Европскиот првак во карате, штипјанецот Емил Павлов го освои бронзениот медал на првите Европски олимписки игри Баку 2015. На Балканското првенство во карате кое се одржа во Дубровник, Хрватска, Мартин Стоименов од Кочани го освои второто место и се закити со сребрен медал. Кикбокс клубот Гладиаторот Штип учествуваше на Европскиот куп Кроација 2015, кој се одржа во Хрватска. На овој турнир учество зедоа 5 надпреварувачи од Гладиатор и освоија 3 сребрени и 2 бронзени медали. Во Штип се одржа турнир во борење во организација на боречкиот клуб Балканец од Штип, наречен Прв трофеј. Спортскиот новинар од Штип Кирил Манев ја промовираше неговата најнова книга, посветена на кошарката и нејзините почетоци, насловена Штип со кошаркарска традиција. Во посета на својот роден град Штип беше еден од најдобрите фудбалери во времето на поранешна Југославија и еден од најдобрите дриблери на сите времиња, Драгослав Шекуларац.
По светското првенство во пауерлифтинг во Лас Вегас, каде во дисциплината бенч прес се закити со злато и се вброи во еден од ретките спортисти во Македонија кој може да се пофали со ваков успех, каменичанецот Бошко Стаменковски. Петар Костовски и Филип Костадиновски ги заземаа првите две места во пинг-понг и се пласираа во репрезентацијата на Македонија. Во 2015 година Штип е избогатени со нов боречки клуб. Станува збор за боречкиот клуб Самурај, во кој се изучуваат повеќе боречки вештини, меѓу кои и кикбоксот и бразилското џиу-џитсу. Во Виница се одржа Балканскиот шампионат во одбојка на плажа. Одбојкарската федерација на Македонија ваков шампионат организира по 6-ти пат. Каменичанецот Бошко Стаменковски и беровчанецот Кристијан Воденски се спортистите за кои слободно може да се каже дека ја одбележаа 2015 година. Стаменковски, кој се надпреварува во пауерлифтинг бенч прес, е првиот македонец кој освои златен медал на светското првенство во Лас Вегас, со што стана еден од ретките луѓе кои во било кој спорт се закитиле со најсјајното одличие. Освен златото во Лас Вегас, претходно Стаменковски стана балкански рекордер, европски првак и впрочем освои се што можеше да се освои од злато во неговата дисциплина. Задоволен сум од такмичењето, од светското такмичење во Лас Вегас. Значи при голема конкуренција го имам освоено првото место до 75 кг над 40 години. Со подигнати 130 кг. Кристијан Воденски пак е златно момче со потекло од Источна Македонија кое живее со семејството во Германија. Негова специјалност се боречките вештини, а оваа година освои многубројни национални и меѓународни титули. Беше успешен во Нага, престижна титула која што ја освои во Германија, во францускиот Монако и на надпреварувањето Нага Европа во Париз. Тој припаѓа на светската елита во овој спорт меѓу децата, па токму поради тие награди специјализираната веб страница за боречки вештини German Fight News го избра 10-годишното македонче Кристијан Воденски за борец на годината за деца во Германија. Инаку Кристијан претходно има освоено и плакета за успешна сезона во борење грчко-римски стил, во која што нема пораз во домашното првенство, бранејќи ги боите на Грискајм. Покрај споменатите титули во граплинг, бразилско џиу-џицо, малиот Кико има титули национален првак и во други боречки вештини, како кикбокс, таеквондо, а од оваа есен започна да настапува и во бокс. Ова беа содржините предвидени за ова издание на Дневникот. Секој е добро и среќна нова 2016 година.